Благодарам, председателке. Почитувани граѓани, почитувани колеги, во моменти кога разговараме за една сериозна тема во однос на платите на вработените односно на административните службеници, имам една кратка примедба само до вас, председателке. Не требаше да му дозволите на заменик министерот да се обраќа овде од позиција на партиска функција, да се обраќа на пратениците, вие од ВМРО во 2014 или вие вака. Толку. Бидејќи тој е дојден во собранието, вака може да се однесува во владата. Да се вратиме на предлог законот кој што беше доставен, кој што денес го разгледуваме, а секако е во фокусот на јавноста, односно на сите вработени во администрацијата, бидејќи се работи токму за нив. Како пратеничка група поднесовме амандман, кој што го образложи колегата, ги образложивме и мораме од овде јасно да направиме дистинкција и да цитираме дека заклучок на влада со кој што се повикувате дека треба да се исплаќаат платите во администрацијата не е основ. Затоа ќе ве замолам да не ја манипулираме јавноста и да кажете дека ова предлог законско решение, иако долго го најавувавте, знаевте дека ќе има измени на законот за минимална плата, го доставивте на 22.3, а еве го разгледуваме дури денес. Ви беа потребни повеќе од 2 недели да истото законско решение го ставите на седница, односно на дневен ред на разгледување. Ова е факт дека владата не е заинтересирана навремено и благовремено да се завршат овие постапки, за да можат вработените согласно закон ги добијат оние средства кои што им следуваат, односно за кои што работеле, бидејќи ова оди во колизија со член 2, каде велите: одредбите од членот 1 на овој закон со кој се менува членот 87 ќе отпочнат да се применуваат со исплата на мартовската плата во месец април 2022 година. Почитувани колеги, до денес одредени институции веќе имат исплатено плата. Ова законско решение, од кога ќе се усвои, вие предвидувате исплата, односно ќе ги задолжувате со ретроактивна исплата. Односно постапување ретроактивно, а знаеме дека законите немаат ретроактивно дејство. Затоа целата постапка која што ја водите, вие во насока да ги манипулирате, да ја одолговлечите и да се повикате на одредени процедури за да не го исплатите тоа што сте го ветиле. Уште еднаш ви потенцирам, повеќе од 2 недели не го ставивте на дневен ред, а ја манипулирате јавноста. Знаевте дека ќе треба да се донесат овие закони, знаевте дека мора да се усогласат овие закони, под превезот дека имате заклучок на влада, прво мафтавте дека врз основа на заклучок од влада пакете. Дали живеете подобро? Сме дека одредени министерства веќе исплатиле плата согласно позитивното законско решение, односно неусогласено согласно законот за минимална плата. Во однос на амандманот кој што поднесовме, на членот 1 во ставот 4, каде што се однесува на втората алинеја, односно на делот на плата за ниво на која е распореден административниот службеник во однос на бодувањето, со што сакаме да направиме една нивелација на сите вработени кои што си ја извршиле својата работа и ја вршат оваа работа, да има соодветно покачување согласно можностите во буџетот, а од овде потенциравме и претходно колегите потенцира и јас ова ќе го кажам, од еден случај на криминал и корупција да беше соодветно спречен или соодветно санкциониран, ќе имаше средства за исплата на вакви средства, односно во буџетот ќе имаше средства за исплата на плата. И
мораме да потенцираме дека согласно вашето решение имаме драстично отстапување во однос на звањата на кои што сакате да ги донесете овие измени за плата, за исплата на плата, односно, повторно потенцирам, многу пати ви имам кажано. И од овде повторно стојам на тоа. Немате функционална анализа направено за вработените во државните управи, односно во јавниот сектор за административни службеници. Немате направена функционална анализа со оглед степен на образование, одговорност и ефективност при работа во однос на бодување и соодветна исплата на средствата. Според вашите предвидувања, односно предлог веќе на закон, имаме покачување на одредени нива кои што се на звање Г, така од 25% до некаде 18% покачување, за да се постигне она донесена минимална плата. И овде станува збор за една несоодветна усогласеност, бидејќи овие 4 звања имат разлика меѓусебна за не повеќе од 200 до 300 денари. Од едно звање во друго, а по опис и попис на работни места и одговорност на работни места, сигурно знаете дека не може едно звање, всушност тоа е и самата суштина на работните места, во однос и на степенот на одговорност и во однос на образованието потребно, работното искуство и компетенциите и посебните услови кои што се потребни за соодветно работно место. Вие ги воедначувате, односно воспоставувате еден систем за разлика за не повеќе од 200, 300 или 400 денари од едно звање до друго. И со тоа предвидувате зголемување, ако може така да се каже, во однос на другите звања, согласно квалификациите овде, од 1,09, од 0,96%, од 1,28%, односно, еве конкретно, би зел за помлад соработник, кој што е со високо образование, би се покачила платата за 250 на денари. Сметаме дека ова е несоодветно решение за вакви понижувања на вработените, но за волја на вистината кај вас се е можно, бидејќи имавте покачување од 36 денари на пензионерите,